Почитувани, сакам да известам јавноста дека денеска на собраниска седница со 84 гласови за беше донесена одлука за формирање на анкетна комисија која што ќе треба да ги опфати сите оние немили случаи и трагедии кои што однесоа 138 човечки животи, меѓу кои што се и модуларната клиника во Тетово, автобуските несреќи кај Ласкарци и во Бугарија, но и како онаа трагедија која што го потресе целиот народ, а тоа беше пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Со ова практично сакаме да укажеме дека ние сме како мнозинство првите тие кои што сакаат овие случаи да се расчистат и одговорноста, дали законска, дали политичка, го стигне секој оној кој што бил виновен за случувањето на ваквите трагедии. Она кое што е важно и кое што сакам да го истакнам, со ова успеавме да ја прекинеме политичката игра на некрофилство во кој што беа западнати СДСМ и Левица сакајќи да добијат политички поени од едни вакви трагедии. Навистина е неразбирливо за нас да се соопштува ставот дека ние сме изгласале нешто кое што ќе ја зацкрие правдата, кога напротив, повторувам, отвараме можност за сите оние големи трагедии да се продискутира во собранието и секој еден кој што е засегнат да дојде, да постави прашање, да соопшти мислење и да го на крај најдеме одговорот на сите прашања кои што го имаат граѓаните. И узорно и лицемерно е луѓе кои што беа архитекти на системот во изминатите години сега да укажуваат дека некој сакал да направи контрапротест или протест и користење на такви зборови кои што се практично недозволиви за едни вакви трагедии. И паралелно со ова би сакал да кажам дека ние од првиот ден на ваквата трагедија ги повикуваме сите надлежни институции да се вложат во расчистувањето на овој случај, да нема зацкривање како што имаше во времето кога државата ја управуваа СДСМ и ДУИ, кога се закажуваа анкетни комисии, а истите тие не присуствуваа и не правеа кворум, и за таа цел го повикавме и претседателот на политичката партија Левица, но и сите други пратенички групи, да најдеме нов датум за онаа седница која што треба да се случи на 9 декември, да одлучиме сите заедно кога до крајот на годината таа седница би требало да биде одржана, за да можат да присуствуваат сите тие кои што се и поканети, меѓу кои премиерот на Република Македонија. Уште еднаш кажувам, ние како мнозинство и како политичка партија апсолутно немаме од што да бегаме. Тука сме да ги расчистиме сите оние прашања кои што ги имаат и родителите, како и на загинатите од Кочани, но и на сите претходни трагедии, и веруваме дека преку една ваква сеопфатна анкетна комисија ќе можеме да дојдеме до одговорот на сите прашања кои што се поставени во општеството. Благодарам, дали има дополнителни прашања?